Пандемијата од коронавирусот го смени секојдневното работење на сите објекти во светот, но прашањето кое честопати се нафрла во јавноста е како пандемијата влијаеше на ученичките домови ширум земјата. Разјаснување за оваа тематика во интервју за Здравкин даде директорот на ученичкиот дом Лазар Лазаревски во Велес, Маријанчо Јорданов. Директорот вели дека согласно протоколите на здравствените власти се забранило повеќе од 2 ученика да бидат во една соба. Ова е главната промена за тоа како короната влијала врз овие институции. Со тоа ни се намали капацитетот на ученици кои што во јули месец имавме 147 ученика, а според протоколите на Комисијата за здравство и на МОН ние ги се намаливме на 101 ученик. Толку соби имаме кои што можеме да ги домиме во по двајца во соба. Префрлањето од училишните клупи на дигитална платформа за реализација на наставата, директорот вели дека им овозможило на учениците да бидат во своите домови, па така да ја следат наставата. Во ученичкиот дом во Велес има вкупно 13 вработени. Ова институција е мала институција, имаме 13 вработени кои што се стално и имаме тројца на договор кои што поради коронава ни се неопходни, бидејќи имаме зголемена активност во хигиенскиот дел, односно во чистењето, така да сега имаме 13 со 3 дополнителни и се снаоѓаме. Се снаоѓаме со овој број, горе-доле сме доволни и успеваме да се покриеме и да го одржуваме хигиената на високо ниво во интернатот. Директорот Јорданов нагласи дека од особена важност соработката со средните училишта, родителите, но и ученичките домови ширум земјата. Пандемијата ги спречи вонучилишните активности на домот, новогодишните извештаи од претходните години, поточно пред почетокот на короната, може да се забележи полна годишна агенда од реализирани надпревари, турнири и други интересни активности, во кои учество зеле повеќе ученици од различни градови.